17-та недела, крај на април. Сега сме тука, а за 8 недели ќе стигнеме во точката на долгоденица, која го означува почетокот на летото. Секој ден сонцето се повеќе се издигнува на небото. На денот на долгоденица престанува да се дига и почнува да се спушта. Додека го поминуваме тој дел од годишната орбита, северната хемисфера помалку се навалува на кај сонцето. Во зима, сончевите зраци доаѓаат под мал агол, а сега тој агол е се поголем и е се потопло. Сонцето е ѕвезда која свети веќе милиарди години. Благодарејќи на релативно постојаното зрачење, сме ја добиле атмосферата и се појавил и развил живот. Животот зависи од оддалеченоста од Сонцето. Доколку Земјата е поблиску до Сонцето, како Венера, би било претопло. На таква топлина се топи и олово. Ако сме далеку како Сатурн, би било премногу ладно. Земјината ротација придонесува за таа единствена рамнотежа. Ако Земјата се врти побавно, деновите би траеле подолго и денски Сонцето би не загревало премногу, а ноќите би биле премногу ладни. Ако Земјата се врти побрзо, атмосферата, односно воздухот кој го дишиме, би побегнал во Вселената поради центрифугалната сила. Таа рамнотежа го овозможува нашето единствено постоење во сончевиот систем. Како и сите планети, Земјата има одредена орбита, во баланс со гравитационите сили кои делуваат на неа. И месечината ја зголемува стабилноста на нашата планета. Без неа би имало премногу варијации за стабилна клима. Месечината престанала да се врти поради земјината гравитација, а таа на Земјата и дала стабилност како стапот на одачот по жица. Џиновските планети, Сатурн и Јупитер, ни ја намалуваат опасноста да се судриме со астероидите и кометите. Јупитеровата огромна маса ја заробила кометата Шумахер-Леви. Ако Јупитер не ја фатил и ја удрила во Земјата, немаше да сме тука и да зборуваме за тоа. Сончевите зраци го загреваат секој квадратен метар од Земјата со енергија како 12 сијалици од по 100 вати. Сонцето го загрева воздухот. На екваторот, топлиот воздух кој е полесен од ладниот се подига и оди на кај север и југ. Земјата на екваторот се врти највеќе и затоа воздушните маси се движат во правецот на ротација, а потоа повторно се спуштаат и се враќаат на екваторот. Тие ветрови се пасатите. Надвор од тропските предели, Сонцето дава помалку топлина. Ротацијата на Земјата со себе ги повлекува воздушните маси. Тука настануваат западните ветрови кои често ги гледате на мапите. Додека се движат на кај север и југ, облаците се движат спирално, затоа што Земјата на половите се врти побавно отколку на екваторот. Затоа на северната хемисфера облаците се вртат во правецот на стрелките на часовникот, а на јужната обратно. Така ветровите ја пренесуваат топлината од тропските предели во умерениот појас и ја шират сончевата енергија по целата планета. Во овој период од годината, поради закосеноста на оската, северната хемисфера се навалува на кај Сонцето со што ја загрева во пролет. Секоја година се повторува циклусот на годишни времиња, но со незначителни разлики. Долгорочно климата се менува. Сончевите зраци управуваат со нашата клима. Циклус од 26.000 години, поврзан за гравитацијата на Сонцето, цели да ја исправи закосеноста на земјината оска. Меѓутоа, земјината инерција цели да ја задржи оската стабилна.
Судиот на тие две сили предизвикува многу бавни варијации на Земјата. Во текот на десетина илјади години, сончевите зраци топираат до нас под различни агли и тоа ни ја менува климата. Мразот од северниот пол може да ја зафати Европа и Северна Америка, тогаш ќе биде ледено доба. Тие истите области можат да станат тропски. Земјината клима поминала низ големи промени. Во почетокот единствениот живот на Земјата бил во морињата. Со милиони години сончевата енергија создавала смеса од водород и кислород на површината на Земјата. Всушност таа смеса е воздухот кој го дишиме. Премногу би било да кажеме дека малиот пораст на температурата во последните години е вина само на човековиот род, затоа што едва знаеме како работи нашиот главен греач – Сонцето. Меркур е најблиску до Сонцето. Се движи толку брзо што е во линија со Сонцето на секои 4 месеци. Ќе помислите дека на секои 4 месеци го гледаме пред Сонцето. Меркуровата орбита е благо навалена во однос на Земјината и тој поминува малку над или под Сонцето. Еднаш во 7 години го гледаме како малиот Меркур поминува пред огромното Сонце. Уште една планета е побрза од нас во својата орбита. Тоа е Венера. Секој пат кога ќе не престигне, би требало да ја видиме помеѓу нас и Сонцето. Венерината орбита е исто така навалена во однос на нашата. Совршено издрмнување, кога ја гледаме Венера пред Сонцето, се случува само 2 пати во векот. Таков е системот на ред и безредие во Вселената. Иако ни се чинат како совршени и вечни кругови, всушност се елипси кои варираат, затреперуваат и лулаат. Сончевиот систем се ниша и лула како да е жив.